Почитувани гледачи, добро вечер. Отворено студио на телевизија Нова. Постои стара мудрост која вели постои време и постои невреме. И постои време по невремето. Сега во Скопје е такво време кога треба да се расчистуваат последиците од невремето што го зафати овие неколку дена со поројните дождови што предизвикаа големи материјални и човечки штети. Сега е време кога треба да се стават во функција сите човечки и технички потенцијали, за што побрзо животот во овие погодени подрачја да се врати во нормала. Тоа се разбира не оди нималку лесно и најверојатно ќе треба подолг период за да се постигне оваа цел. Вечерва во отворено студио разговараме со господинот Шабан Селију, директор на дирекцијата за заштита и спасување. Добро вечер, господин Селију. Претпоставувам дека вие сте постојано на терен, следејќи ги активностите и на вашата служба и на другите институции задолжени за расчистување на последиците. Дирекцијата за заштита и спасување по дефолт треба да е една од најоперативните во ланецот на институции кои што се задолжени за расчистување на теренот каде што беа погодени од непогодата. Како се справувате? Прво, добро вечер на вас. На жалост, што вечерва не спојува овде разговорот околу една природна катастрофа која се случи претходните денови со обилните врнежи на дожд. На жалост, јас на почетокот би сакал да го изразам моето сочувство за загинатите, односно удавените лица, вкупно 22 по број, кон семејствата на истите. Да изразам и едно жалење за она сето што видовме во поглед на големата штета, материјална штета која претрпеа граѓаните од погодените подрачја. И она што, на жалост, и вие го кажувате, ние се справуваме во овај момент со последиците од оваа природна катастрофа. Како оперативен орган на владата на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување од самиот почеток на ова, да кажам, невидена катастрофа од големи размери за нашата држава и од поново време она што се прати и на Балканот и во светот, е на терен. Значи, ние сме координирани од страна на владата на Република Македонија, заедно преку 4 координатори, сите субјекти за заштита и спасување од поплави, односно за санирање на овие состојби, сме на терен. Како директор на Дирекцијата за заштита и спасување можам да зборувам во тој дел што Дирекцијата за заштита и спасување прави. Значи, ние од материјално-технички средства и опрема сите овие денови сме присутни со потопни пумпи, односно пумпи за исцрпување на вода во загрозените семејства, односно куќите и така натаму. Она што насрада во овај момент треба да потенцираме дека се оње ниски куќи, односно приземни живеалишта и така натака. Исто така, инфраструктурата на овие погодени подрачја многу пати, еве, веќе ги гледаме, ги поминуваме тие патишта, е во една катастрофална состојба. Што отежнува целата сите напори за пристап, веројатно. Апсолутно. Значи, исто така, Дирекцијата за заштита и спасување учествува со градежна механизација, со субјектите кои имаме подпишано договор за соработка, со некаде овие 2 дена, вчера негде 39, околу 40 градежни машини, тоа багери, камиони и друго, а денеска тоа е соработката со останатите која имаме, подпишани договори на кои им се исплаќа за нивниот ангажман. И тоа број се зголеми? Апсолутно. И денеска исто така, меѓутоа ние ја координираме во делот на работата со ова механизација со министерот за транспорт и врски, господинот Владо Мисајловски, и преку приватни други фирми кои на некој начин хуманитарно сака да учествуваат, кои овие денови се јавија и денеска се јавуваат фирми кои сака да земат учество, се зголемуваат. Апсолутно, да. Можда повеќе од 110-120 машини
на терен. Значи правиме максимални напори во најкратко можно време да се санира целокупната состојба и на самите улици, патиштата, исто така во другиот дел, односно семејствата, бидејќи нивните домови и дворови беа покриени со водни површини од обилните врнежи на дожд и сето она што беше нивна покучина, фактички истата веќе неупотреблива и разговараме со собствениците на тие живеалишта да ги извадат пред нивните дворови, така што нашата механизација врши пречистување на истото. Се работи максимално овие 2 дена и лично она ја што го гледам на терен со моите соработници, веќе се видливи резултатите. Значи, во поголеми улици кои можеме, еве посебно денеска каде работевме на улица Антон Попов, Во кој село? Во Ченто, Синџили, да, улица Антон Попов, таму со оперативно дејствување на еден канал со 20 потопни пумпи е извлечена водата од каналот, односно веќе и од куќите околу 100 и неколку. Природно водата помина во каналот и сега се ослободени и дворовите и оние приземни објекти, простори во кои некои живеа, некои са подруми и така натаму. Значи, со тоа во суштина веќе се прават првите обиди за нормализација на животот во тие делови. Значи, освен тука, имам податоци и сето она што се случувало во Инџиково. Јас бев денеска и во Срачинци, бев и Црешово, бевме и Стајковци, бевме и на други загрозени места и гледам јас со моите соработници дека не е како вчера, него напротив има голем напредок. Значи, некои машини, камиони, утоварачи можда ќе дејствуваат и вечерва, односно шуто, она покучнина која не е исправна, џубре и така натаму, ќе се транспортира на друго место, така што улиците да бидат максимално ослободени и подвижни за возилата. Колку време се работи, во колку смени? Има ли доволно човечки потенцијал кој што управува со механизацијата за да се стигне што побрзо, но и тие се луѓе, нели, им треба обнова и на оние кои што професионално се ангажирани. Да, значи, освен Дирекцијата за заштита и спасување, дејствуваат и други субјекти, значи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, други јавни предпријатија и така натака. Меѓутоа, еве, мојот говор е во погледа на Дирекцијата за заштита и спасување, со огледа сум таму раководно лице. Значи, вчера учествувавме некаде со 276 лица, денеска тој број беше некаде околу 180 лица. Значи, по потреба, и утре мислам да го повториме овај дел, така заедно со останатите субјекти, мислам дека во текот на утрешниот ден ситуацијата ќе биде многу подобра. До кога ќе се работи? До попладневните часови? Да, ние работиме некаде околу 6:30 се собираме и се распоредуваме каде што ќе дејствуваат, кои со пумпи, кои со механизација. И некаде еден дел кој што са во соседните општини работа до 19 часот, например вчера тоа беше и некаде до 21 час работењето. Значи, да, апсолутно дека зашто механизација. Помагаат ли граѓаните помалку? Сигурно. Па секако, некаде помагаат, таа помош треба да биде уште поголема, сето тоа за да се убрза самиот процес. Помагаат на своите домови фактички. Апсолутно. Иначе она што е улица, по улиците што треба да се одвива, помагаме дури и во транспортот на калта. Домовите. Кога спомнавте калта, прво споменавте бројка од 100 и нешто машини од механизација кои што работат на терен. Колку што знам, имавте денеска и пресконференција, кажавте една нова бројка на пумпи кои што се во функција. Колку пумпи вкупно сега има ваши, колку се вкупно се тие се најнеопходни за излекување на водата од домовите, нели? Значи, она што пак сакам да спомнам, значи се работи за голема природна катастрофа. Ние досега
во дирекцијата за заштита и спасување имавме околу 100 и неколку пумпи, со тоа што сите ги еден поголем број повлековме во Скопје, оставивме по една или две во некои градови за не дај Боже некои можни импликации во поглед на обилни врнежи на дожд како што беше кај нас. И до сега ја 9 години сум директор на оваа дирекција, успешно максимално се заштитуваме во тој дел. Меѓутоа, ова природна голема катастрофа, обилното врнење на поројни дождови, како што од страна на УХМР има пресметано околу 93 литри на метар квадратен, е количество на вода што сите не изненади. Тоа беше една голема катаклизма, би кажал. Јас бев од почетокот на настанот, значи со оглед да ние во дирекцијата за заштита и спасување, да, имавме организирано дежурство, меѓутоа ние имавме дежурства за заштита од пожари. Ние не очекувавме ваква една природна катастрофа во поглед на поплавување. Ние беа распоредени еден инспектор и потпаролот во нашата дирекција за заштита и спасување као дежурни за евентуално пожари да не известат на време, беше сабота и да бидеме мобилизирани. Меѓутоа, веќе првите врнежи најавуваа дека ова може да биде страшно невреме и да се случи нешто поголемо. Во моментот кога бев известен, јас веќе се јавував по телефон прво на раководителите и бев еден од првите на лице место кај што влегувавме во Синџилич, односно таму пробавме да влеземе во првиот дел. Јас се јавив на доста представници од другите субјекти. Министерството за одбрана бев во добра конекција со еден од вице-премиерите, им кажував што се случува така, ангажиравме сили и од армијата, меѓутоа она што беше надојдена река имаше испревртени одредени возила и така беше спречена можноста лесно да се движиме по тие улици. Значи, освен надојдената вода, проблем беа и возилата, бидејќи тие беа носени фактички од врнежите, од големата количина на вода и беше затрпан патот на некој начин. Потоа се отиде со багери, ние се повлековме со возилата и се отиде со багери на расчистување на тој дел. Меѓутоа, во едниот дел заменик директорот Екрем Зендели дојде и со еден амарок влеговме во една улица Антон Попов, видејќи ни кажаа таму дека има две фактички починати, односно удавени лица. На жалост беше внуче, едно и постаро лице, и заедно со граѓаните од тој дел влеговме во една ризична позиција. Водата беше, би рекол, можда и 80 и 90 влезе и во самиот амарок. Меѓутоа, го осветлувавме местото за да побрзо бидат изведени тие лица. Беше фактички као некој сценарио за филм, али на жалост. Претпоставувам дека е така. Да, тажно сценарио. Ги извадивме тие лица, ги однесивме до медицинскиот тим и така, али предосно. Господине, ве прашав околу бројката на пумпи, како дали се тие, кажавте, поголема бројка на пумпи сега? И дали е таа доволна и на колкава територија се распоредени, бидејќи станува збор за десетина села или места кои што се најударно загрозени. Да, на седница на владата на Република Македонија беше донесено синоќа одлука да се купат огромен број на пумпи. Тоа некаде поише од 1180. Тоа е голема количина. Мислам, ќе стигне многу голема бројка, би кажал, на пумпи, така што не да стига и Ама стигнати се сите? Еден поголем дел на пумпи са стигнати и беа секако може да и са веќе стигнати и другите бидејќи ја се наоѓам апсолутно еден дел од тие пумпи функционира и во Инџиково и во други потопени така населби кои односно дворови и некои стамбени објекти. Значи во тој дел одличен е бројот на пумпи и мислам дека утрешниот ден
по моje лично гледање, бидејќи сум учествувал во заштита од поплави и во други држави, и во Албанија, и во Босна и Херцеговина, и во Србија, она што беше со Обреноваc, Шабац и така натаму, и моето искуство покажува дека утрешниот ден, доколку се направи иста е уште подобро да ја подобриме нашата стратегија на действување заедно со координаторите и останатите структури кои действуваме на лице место, дека ќе има поголеми видливи резултати. И веќе самото население покажува. Денеска имаше делење на кафе, на оње што работеа. Пример, имаме веќе и тимови некаде по две групи од Бугарија кои действуваат од првиот ден. Денеска они беа почастени од самото население. И она што слушав од луѓето, како безпрекорно е, као да не се случило ништо во еден дел, тоа е Антон Попов. Значи, тука се санираше она што го започнав како разговор, еден канал. Тоа уште синоќа го регистриравме дека со прочистување на тој канал, односно беше на некој начин затрупан од овие дождови, дека водата од многу дворови и оње простори ќе се повлечи, и тоа се случи. Некаде околу 110 куќи се ослободија од вода, дворовите и просторите. Освен водата, оно на што и нашите прилози говорат од терен, нашите репортери, граѓаните во своите изјави, и сликата сама покажува дека во најголем дел, особено во овие низинскиве села и подрачја, најмногу страдат од кал. Значи, ако дел од водата е повлечена, калта прави дополнителни или нус проблеми и за вас, и за граѓаните. Како се справува со нејзе? Која е постапката? Како да се очити? Треба се чека да се исуши или има процедура и таа, бидејќи на почетокот ми се споменавте дека се изнесува и калта? Па видете, првиот дел од работата во поплавувањата во вакви подрачја, овие се ипак населени места, е излекување на водата, исцрпување преку овие пумпи и со вакуум цистерни, некои кои ги повлекуваат таа нечистотија, односно води и така натаму. Вториот дел кој треба да стартува, значи исто се носат и пумпи за ишмукување на некој начин на таа муљ или кал, да не речам, и така натаму. Бидејќи апсолутно пумпите може да достигнат до одреден степен. Значи, повеќе од 2-3 сантима веќе над калта кога е, не може многу да се употребуваат. Освен овие пумпи, значи, има и човечки ресурси од повеќе структури кои со лопати го извлекуваат тој кал од простора, апсолутно рачно. Значи, во секој случај се врши... Дел од механизацијата не може да повлекува... Па секако, зависи од... Секое место е различно, да. Значи, големите багери кои се вклучени не може тоа да го сторат, затоа се работеше на довлекување на скипери, односно мали багерчиња и бобкери, мислам дека се викаат, кои може да влезат и во потесни улици и така тој кал, таа содржина да ја извлечат од населените места и така полесно е после со булдозери може и со утоварачи да се товари во камиони и да се извлече. Значи, помеѓу останатото донесена е и одлука некои камиони во вечерните часови да извлекуваат и калта и она што е исфрлени ствари од покучнина од самите фамилии, односно загрозените куќи и така натака. Она што во моментот се прави во суштина е асанација на теренот. Значи, освен тоа, ние денеска токму во оној дел кај што действуваше дирекцијата заштита, тоа е едно подрачје, улица Антон Попов во Ченто, значи и излечени са 5 мрши, односно удавени говеда. Значи, тие представуваат една голема опасност за заразување. Односно, самата асанација на теренот опфаќа повеќе мерки. И сигурно другите структури, субјекти кои ќе бидат вклучени во овај дел, после средување на калта повлекување, ќе треба теренот да се дезинфицира и така натака. Споменавте неколку улици, неколку места, но самите знаат, имате список дури на сите овие места, се 9-10. И како површина отпаќаат поголем простор, Општина Газибаба. Негдека
од она што и во изминативе денови и овдека можеме да го слушнеме од луѓето кои што се на терен, и од градоначалникот на Газибаба и од представникот на Центарот за управување со кризи и со вас, е дека дури пристапните патишта се онеспособени, така што тешко се има пристап до некој од тие места. Дали се тие, да речеме, се уште не се опфатени во делот на расчистување на вакви подрачја, дали чекаат, дали се уште се работи на овие низинските делови? И како се стига, бидејќи колку и да има, луѓе и машина, некогаш и да сакате да стигнете таму потешко се Токму така. И самите улици представува проблем за движење на големите машини. Тоа беше првиот ден. Значи, самото движење имаше и неисправни возила, а и некои возила потреби има секако некои граѓани се движи, и така што тесни представува улиците за движење. Она што лично мое мислење, она што го гледам на терен и досега од моето присуство на многу вакви активности во повеќе погодени подрачја, ми кажува дека имаме доволен број на машини, меѓутоа сега секој прв сака да му се исчисти просторот или така владе кај луѓето некој мислење дека еве да не бидат запоставени и како да речам, постои брзо барање или да не речам нервоза и слично, меѓутоа како изминуваат деновите. Значи, еве, утре во Антон Попов нема што да се прави. Може да има уште неколку куќи кои лесно ќе се завршат. И сета механизација ќе ја префрлиме во друг дел и човечките наши ресурси, односно луѓето кои работат на таа проблематика, ќе бидат префрлени на друго место. Она што на почетокот и ме прашавте, јас кажав дека лично очекувам дека до крајот на неделата еден поголем дел од работите ќе бидат завршени и веќе, меѓутоа има некои зафати во инфраструктурата кои треба да отпочнат, односно се работи кои ќе траат можда подолго време. Во селото Страчинци. Ќе чудиме делови, да погледаме на прилог, бидејќи почнавме со сочувство кон жртвите. Уште еднаш мислам во оваа пригода и од нас сочувство до семејствата на загинатите, да потсетиме на сите оние кои што доживеа трагична несреќа, вклучувајќи го 12-годишното дете од Стајковци. Прилогот на колегата Александар Видиновски, реклами, а потоа продолжуваме со разговорот со господинот Шабан Салим. Поплавата во Стајковци однесе уште еден млад живот. Последната жртва има само 12 години. Младиот Иван исчезна пред 3 дена за време на големото невреме. Се возел со трактор со својот татко и дедо. Надојдената вода го превртело возилото, пошто на Иван му се губи трага. Таткото не бил во можност да му помогне, а токму тој и го пронајде телото на својот син, синоќа во близина на последна 65-ка во селото Стајковци. Со ова црниот биланс од големите поплави се зголеми од 21 на 22 лица. Постои реална можност оваа бројка и да не е конечната. Се уште се трага по 16-месечното девојче кој исчезна од автомобил, кој во текот на големото невреме се движело по Скопската обиколница. На малата Елифи се губи секаква трага во близина на Смилковското езеро. Животот го загуби и возачот Фуркан Фейзула. Жителите на Стајковци се уште се во шок и неверување од тоа што им се случи. Велат материјалните штети се огромни, но загинатите комши и роднини никој повеќе не може да ги врати. И оваа постара господја, жителка на Стајковци, ни раскажа за тоа што се случувало во кобната ноќ. Може да ни покажете? Све сум бе душо надвор да не се соблекувам. Десна страна Како се. се случувало? Па јас се качам по скалите унатре ми се. И боата кога најде. И синов остана унутра. Сине викам беге. И до полата од рамништата се сине беге. И ја дека боса и се лизна по скалите до половина, ама се утева цела, све сум модри мак. Внуко ме носи да видам ако можам лекови од прошлиот месец да ми даат, ако не, нема време синот до амбуланта да земи. Јас сум со терапија бе душа. Тромна срце. Да не зборам. Надлежните велат дека ќе бидат потребни неколку недели за да се обезбедат основни услови за живот на жителите од погодените краеви, но за нив приоритетна задача е да се пронајде малата Елиф. Се баре интензивно во поширок појас, бидејќи на критичното место водата носеше камиони по 300 метри, така што девојчето можеби е далеко од местото каде Гостим во отвореното студио Шабан Салиу, директор на дирекцијата за заштита и спасување. Разговараме за ангажманот на сите структури, особено вашата во расчистување на состојбите со
загрозените подрачја во општина Газибево во Скопско. Освен вашите или нашите капацитети, рековте дека веќе стигнува помош од некои од соседните земји, но ми се чини дека и Европската Унија најави помош. Така. Значи, Република Македонија, односно владата на Република Македонија со Дирекцијата за заштита и спасување, имаше повеќе неколку операции каде што помагаше во соседните држави. И тоа во Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, а исто така се понудивме при одредени поголеми природни несреќи да помогнеме и на Русија во Москва кога беше пожарот во метрото, исто така на држава Израел кога има пожар во затворот каде изгореа многу луѓе, не знам колку беа точно во број, а исто така и на соседните држави. Во едно време лично од страна, бидејќи ние сме сродни институции, цивилната заштита, ние сме трансформација Дирекцијата на заштита и спасување од цивилната заштита, која се наоѓаше во Министерството за одбрана и инспекцијскиот надзор од Министерството за внатрешни работи. Ние имаме одлична соработка со останатите држави, токму со овие наши сродни структури, односно органи со кои ние сме на некој начин групирани, издружени во повеќе иницијативи, односно здруженија, како што е DPPI од Североисточна Европа, па и механизмот за цивилна заштита за кој сигурно ќе го спомнеме, и други структури. Значи, освен тоа, Дирекцијата за заштита и спасување со овластување на владата на Република Македонија, јас као директор на таа дирекција имам подпишано и договори за заемна помош при одредени катастрофи, каде се со повеќе држави. Значи, во околината околу 11, да не ги спомнуваме една по една, каде што е регулирано и режимот на поминување, начинот на однесување на тие сили кои влегуваат преку граничните премини, нивното престојување, начинот како ќе функционира и нафтата, употребата на нивните машини и така натака. Значи, кај нас во овај момент први ни притекна на помош тимови од Република Бугарија и оние се и денес тука и утре ќе бидат, во зависност каква ќе биде состојбата, ќе одлучат дали ќе продолжат и во наредните денови. Во текот на денот дојдоа и сили од вчерашниот ден и од Република Србија, а денеска дојдоа и тимови од 8 луѓе од Косово. Исто така, најавени се и други структури од одредени држави кои сакаат да учествуваат практично и со механизација, односно материјално-технички средства и опрема, и со човечки нивни ресурси. Значи, заедно со нив ние сме на терен и ги санираме сите состојби од ова, на жалост, поголема природна несреќа. Исто така, со заклучок на владата, Дирекцијата за заштита и спасување, која е од 2011 година член на механизмот за цивилна заштита, го активира тој механизам и очекуваме денеска, односно пристигна едно лице од тој механизам од Брисел и во текот на утрешниот ден се очекуваат и други, че има и еден официр за вода и канализација и други со кои од нивно искуство као експерти во тој дел може да ни дадат одредени совети или препораки како полесно да поминеме во текот на санирање на тие состојби. Исто така, очекуваме од механизмот за цивилна заштита да помогне со некои материјални средства, што во конкретниот момент ќе добиеме, тоа го очекуваме овие денови. Веќе од денеска е активиран тој систем и предпоставувам наредните денови че имаме точни податоци како тој механизам ќе помогне во Република Македонија. Она што повеќе и граѓани со приватни трговски друштва и некои други представници од како што е Дирекцијата за заштита и спасување се јавуваат како парично да помогнат од ова природна катастрофа. Би ја спомнал и газдарицата на МИТ универзитетот, која спрема и парична помош и на располагање го дава
едно туристичко место со повеќе капацитети, околу Имаше 30, граѓани, да, за доста сместување, средства, и од други граѓани, и од по телефон се се други организации, дури и граѓани. фирми со градежна механизација и пред 2 сата се јавија како да помогнат, како најлесно да волонтери да помогнат да се санира целокупната состојба. Господин Сарiju, сите институции кои што се по закон надлежни и овие волонтери кои што помагаат за санирање на состојбите се на терен, таму каде што можат. Па сепак се чувствува одредена нервоза во одредени делови од погодените подречја кај граѓаните. Како го објаснувате тоа и како да се надмири и каква е координацијата меѓу сите ваши институции за се чини дека тука треба малку и да се работи на терен околу смирување на страстите, да сватат веројатно граѓаните дека за еден ден не може да се реши една ваква катаклизма, последиците од една ваква катаклизма. Точно, да, максимално сте во право. Точно така беше на теренот, посебно вечерта и првиот ден имаше доста нервози и од граѓаните. Ја имам максимално разбирање во поглед на состојбата во која се наоѓа, а и доста семејства изгубија некои членови од своето семејство, нели? Потоа имотот е стварно оштетен, стока и така надаму. Им се парализира фактички животот, на некој начин престана. Јас и некои представници од дирекцијата за заштита и спасување би кажал постојано сме на терен, дури да не кажам 24 часа и она како се и апсолутно тоа го разбирам, сме имали и такви случаеви. Доаѓаат, на пример, ние имаме штаб негде кај школото 25 мај во Ченто оформено и доаѓаат луѓе, бараат нешто со што ние не работиме, пример обештетување и така натака. И ние само ќе му кажеме, нервозата беше видлива првиот ден. Меѓутоа, токму она што го посочи во текот на денешниот ден, веќе се гледа и задоволството во лицата на овие погодени семејства кои имаат претрпени материјална штета, дека полека се средуваат и влегуваат во еден нормален живот. Меѓутоа, она што јас не го почитувам, злоупотреба на една природна катастрофа за некои цели, за било какви цели. Она што јас го знам и што можам да го кажам, например, има одредени портали по интернет и така натаму кои се поставуваат, например, и ги изменуваат одреден збор кој може од некоја изјава кој може да биде во негативна конотација сватено. Например, има во мојата изјава дадена денеска на пресконференцијата дека УХМР не алармирале. Значи, јас 100 пати ја видов таа изјава и на директорот на УХМР му се јавив дека не постои тоа. Значи, алармирале, не алармирале, си го додале медиум или кој што го напишал тоа. Значи, мојата изјава може да се пуши тука, ако имате случајно, ако сте биле на лице место. Не сум кажал дека УХМР не алармирале. Напротив, ние од УХМР, као Дирекција за заштита и спасување, со која сме во постојана соработка, секојдневно добиваме податоци за температурните разлики, за временските прилики во тој ден. Значи, дури користиме некогаш по потреба, во зависност со каква природна несреќа се справуваме, се јавуваме и замолуваме да ни дадат податоци и за повеќе денови. Значи, не е точно дека од страна на УХМР не сме имале извештај и така натаму. Не било не информира. Акцентот не да биде на не. Да, апсолутно. УХМР не информира. Може, али алармирале, информира еден збор или една запирка може да направат една точка катастрофи. Одговорно тврдам дека таа соработка постои. Тоа е важно за вас, но не е најважно за пострадалите подрачја. Изјавите се важни, сте разбери на политичарите и вашите. Така е. Но вашиот ангажман, особено оперативата на терен, освен што ќе го возможи подоцна нормалниот живот на граѓаните, создава услови за друга помош што е неопходна. Достава на храна, вода, лекови,
достава на други институции кои што се надлежни, да речеме, Агенцијата за храна и ветеринарство. Апсолутно. Тие сигурно сите чекаат на некој начин на вас, за да може да пристапат до граѓаните. Точно така, значи свесен сум, тоа сум го гледал и во многу погодени подрачја во соседните држави, нервозата во една таква ситуација владе кај сите, дури и кај оние што работат и така натака, меѓутоа треба достоинствено и внимателно правиме хумани гестови, помагаме на луѓето и местното население кои се погодени од оваа катастрофа, треба да се разбере тоа дека сме во една добра намерна да помогнеме колку можеме, колку знаеме и умееме. Меѓутоа, одговорно тврдам дека во најскоро време таму ќе биде состојбата као ништо да не се случило. Сега тоа некаде треба повеќе време. Тоа најскоро време е релативна работа, нели? Апсолутно, да. Например, Срачинци, каде што беше патот, како некој чудо да поминало, да се случило во дури можда и метар и пол во длабочина асфалт, некој во поново време поставен, целиот разрушен. Значи, таму не можеме да очекуваме за 2 дена или 3 дека ќе се санира состојбата, као што беше. Може по обиколницата е пуштена. Токму така се... Мислам дека не знам дали имаме ние снимка веќе. Така, во координација. Таму да Апсолутно, да. Ако имаме снимка, можеме да ја пуштиме. Да видиме ако има, да. Во вестите после дебатата. Сигурно, значи она што се случи кај нас, тој феномен не може да се објасни со обични зборови. Значи нешто чудо е и дури имаше дали беше шлепер беше од патот исфрлен од водата. Тоа е катаклизма која ретко се случува во одредени држави. Меѓутоа, жал, материјалната штета и ќе се надомести преку сето она што им следува на градовите, се формира комисиите и општински и во владата за процена на штета и првостепена и второстепена, како ќе да те надоместени ќе бидат граѓаните. Меѓутоа, жалната варијанта е, и јас секогаш на било која несреќа, дали имаме поплава или имаме пожари од поголеми размери, секогаш првото што го кажувам, човечки жртви нема. Меѓутоа, на жалост, ова се случи што се случи. Рековте за таа мала забелешка околу улогата на управата за хидрометеоролошки работи. Дали сега ве информира, како што можеме сите да прочитаме, дека четврток и петок повторно се очекуваат на некој начин дождови, дали ќе бидат порани од тој тип, не знаеме, но веќе се сигнализира дека е можно повторно овие подрачја што вие ги чистите, повторно со вода да бидат со дожд. Тоа ни се случи првиот ден или чистевме со пумпите, некаде пак беше навлезена водата. Добро што во текот на денешниот ден не заврна дожд или во утринските часови. Значи, повеќе во поглед на овие климата, состојбата со врнежите, као надлежно УХМР професионално си ја знае својата работа, се ја врши. Она што јас можам да кажам, дека секој дневно сме информирани и во поглед она што има одредена најава за дождови, ние као Дирекција за заштита и спасување ги пратиме и малите дождови и веднаш ако имаме поголемо алармирање, видиме и сами имаме одредени карти каде што се гледа карти кои подрачја може да бидат загрозени, пример од пожари или нешто, и веднаш си превземаме дали дежурства, дали се обидуваме да се ставиме во постапка за брзо реагирање и така натаму. Таа соработка значи очекуваат сега дека ќе има повторно дождови, така, четврток и петок. Така, иако не може да видам за која подрачје, дали повторно до Скопје се мисли? Ја немам такви детали. Ние имаме сектор кој се занимава со оваа проблематика и врши дневна процена на ризици од природни несреќи. Значи, ја овие 3 дена не сум на работа. Значи, сите 3 дена сум или на состаноци или на работа, да, мислам на терен.
по-професионално и сите во дирекцијата, освен четворица или петина кои мора да ги одржуваат системите и со соработка со механизмот за цивилна заштита и така натаму. Она што како помош од механизмот да не заборавам исто доаѓа, има еден систем на Коперникус, така го викаат, на слика, сателитска слика на погоденото подрачје. Значи преку кои слики или карти да кажам може да се видат попрецизно некои состојби како е во одредени улици, во куќи и така натака. Значи неминовна е системот, единствениот систем на заштита и спасување на која тема и јас докторирав токму кога во Белград беа големите поплави во Шабац и во Обреновац и бев на лице место во тие подрачја, значи мора да функционира. Не може дирекцијата сама или било која институција да се справи со вака големи катастрофи. Токму така. Значи единствениот систем на заштита и спасување го представуваат сите органи, институции, трговски друштва и така натаму. Значи и граѓаните, например, доста поставено прашање денеска беше на пресконференцијата, зошто волонтери? Значи, системот за заштита и спасување, а и согласно законот, значи, не е право само заштитата и спасувањето да се вклучат граѓаните. Тоа е и обврска, има одредена возрастна граница, од колку до колку години е тоа обврска на секој граѓанин. Значи, сакам исто да се заблагодарам и на некои волонтери кои доаѓаа со лопати од одредени места во Скопје, а и од Велес и од други места се јавуваа по телефон, ние сме екипа од 5-6 души, каде да дојдеме или каде да дејствуваме. Значи, совеста, она што во одредени други држави со голем безбедносен систем, како што е Израел, Јапонија и така натаму, заштитата и спасувањето треба да е колективен начин на живење и мислење. Значи, не треба да чекаме да ни се случи нешто и тогаш да се освестиме и така натаму. Значи, заштитата и спасувањето треба да биде постојана, бидејќи не очекуваме многу војни. Ние не би војувале во ова време. Светот денеска има проблем со глобалното затоплување, односно климатските промени. Во светот сега повеќе погинуваат луѓе од овие вакви катастрофи. Има некаде, например, Хаити, земјотресот, 200.000 луѓе почина. Тоа е голема бројка. Таму, во суштина, ако се сеќавате, се рушеше и уставниот систем на самата држава. Нели влезе американска војска, воспостави одреден режим на управување или, како да кажам, оспособување, опоравување на државата и така натаму. Значи, од тие причини на заштитата и спасувањето треба навремено и многу да се придава значење. Ќе говориме за ова при крајот, како завршен збор, гледам дека тоа е ваша полука до граѓаните, но бидејќи го спомнавме дождот, кој што повторно го очекуваме, ми се чини дека ние денеска повторно наша екипа разговараше со представник на управата за хидрометеоролошки работи, кои што навистина се обидуваат да објаснат дека тоа беше нешто што никој не може да го предвиди и се чувствува еден вид на тенденција да се оправда, да се објасни, бидејќи тоа не е по нечија вина, дека тие работат по стандарди, барем од она што може да го слушнам, по европски стандарди, по механизми како што се работи на секаде во светот. Треба да го погледнеме и прилогот на колегата или кој што разговараше со представник на УХМР и уште еден блок реклами. Големото невреме кое го зафати главниот град во саботата вечер е резултат најмногу на климатските промени и глобалното затоплување, тврдат експертите. Телевизија Нова побара став од познавачите на оваа проблематика, од каде дојде оваа непогода и колку човечкиот фактор можеше да превенира во оваа ситуација. Доктор Пеце Ристевски, експерт по климатологија, вели дека неговите колеги, метеоролозите, со денови предупредувале дека се очекува силно невреме да го погоди овој регион. Покрај другите работи во последно време една од актуелните теми е влијанието на елементите на стеклената градина и промените на климата кои се поврзани со појава на суши, топлотни бранови, студени бранови во текот на зимите, дека во наредниот период нема само глобално затоплување да има, и природните катастрофи ќе бидат позачестени.
според тоа, не случајно се подпишани одредени конвенции, како што е Конвенција за климатските промени, Киото протокол, кој е надминат со Парискиот протокол за намалување на елементите на стаклената градина, кои државите треба да се контролира, и тоа е генерално финансирано преку Глобалниот еколошки фонд за анализите и за околу намалувањето на елементите на стаклената градина, кои се клучен фактор за ваквите состојби. Местоположбата на најпогодените места во Скопскиот регион е една од причините, велат експертите. Нашите статистики покажуваат дека веројатноста за појава на вакво случување со ваков интензитет е еднаш во 1000 години. Оваа веројатност се случи и во нашето подрачје. Ние вакви податоци ги бележиме стално, бидејќи граѓаните стално прашуваат кога се случувало тоа. Овие податоци се веродостојни и се мерени на метеоролошката станица во Зајчервит. Со постувањето на автоматската станица во Газибаба добивме и податоци кои покажуваат дека имаме и над 100 литри во тоа подрачје. Експертите ги демантираат и шпекулациите кои беа пишувани на социјалните мрежи и пренесувани од дел од медиумите во земјава дека човечки фактор или пак големите светски сили можеле да предизвикаат ваква природна катастрофа. Тие би можели и своите проблеми да си ги решават на тој начин, значи не може, нема физичко оправдување, бидејќи таа мрежа на антенски системи има за цел да ги истражи ионосферските слоеви во атмосферата, а овие процеси што се случува во атмосферата се под тропосферата, односно во стратосферата, кај што е озоносферскиот слој, а овде долу се други процеси и појавите и процесите се случуваат под 30 км, што е доменот на метеорологијата. А овие други висини ја изучува друга наука, а тоа е таа наука аерономија. Слични вакви природни катастрофи се почесто се случуваат во светот, а во последниве неколку години и земите од Балканот беа погодени од големи поплави. Отворено студио, разговараме со Шаман Сали од Дирекцијата за заштита и спасување. Во прилогот на колегата Иле слушнавме и по медиумите има неколку теории. Значи, кој како гледа на животот, какви уверувања има. Ова е дело на Господ, други сметаат дека е непредвидливост на природата, но има такви кои што сметаат дека ништо не е случајно, особено вакви нагли промени на климата, дека станува збор за вештачки создадена ситуација, особено на една таква централа, да наречам Харп, близу Белград, која што е само изданок на една поголема таква подалеку на северот. Можно ли е таквите големи објекти да предизвикуваат микропромени на климата, која што предизвикува вакви драматични промени како поплави, бидејќи ми се чини вакви теории имаше и за поплавите во Србија тогаш. Точно е тоа, бидејќи јас ви кажав дека 7-8 дена беве на настаните токму од поплавите во Обреновац и Шабас. И тоа често беше поминувано, дека тоа е такви поројни дождови вештачки се создадени преку тој систем, како да го кажам, на Харп, со вештачко променување на климата, на создавање на облаци, електрицитети и така натаму. И вика, сега зборува дека таткото на тој Харп бил во суштина големиот научник и таткото на струјата Никола Тесла. Значи тој некаде мислам дека 43-та година умре и имаше доста и научни денес недокажани состојби во Сибир. Имаше некој пожар тоа време, доста е прикажуван и денеска се мисли дали е тоа дело на џаволот или на марсовци или некои надприродни сили, или е тоа токму она Никола Тесла, бидејќи последните години од својот живот ги поминал во Америка и дури од некоја голема станица таму каде што работел на електрицитетот и на струите, од таму успел да погоди Сибирската област, каде што настанала таква катастрофа што денешните атомски бомби ни приближно не може да ја направат.
Значи Добро, горење ние на не можеме да теренот. све. тврдиме ништо како причина, се уште нема докази ни за едно ни за друго, но видете, современиот свет, бидејќи ние создадовме градобини, ракети, па ги тргаме облаците, се е можно доколку се прават такви експерименти. Но да оставиме за сега да Точно ги така. решаваме последици, тоа што некој го создал. Дали е тоа Харп, Господ или природата, Така е, сепак е нанесена голема штета Точно денеска така. и вчера во Скопје, тогаш беше во Белград, дали ќе има такви појави во соседството не знаеме, но луѓето се соочуваат со големи проблеми и не само на Балканот, иако ние тука си помагаме едните и другите. Вие имате искуство дека вакви големи временски непогоди се случуваат и во поголеми, поразвиени земји и како тие успеваат да се справат компаративно, ве прашувам, за да Точно не така. мислиме дека само нам ни се случуваат вакви работи. Точно така и големите, би кажал, богатите, мочните држави во светот имаат претрпено големи катастрофи од поројни вакви дождови, излевање на реки и така натаму, од несогледливи размери, каде што и ден денеска процентите дури викаат и економијата светската влијае од тие поплави влијаеле во милиарди долари и извршиле промера дури на светската берза, економија и така натаму. Значи, такви големи поплави се имаа случајно и во Америка, и во Австралија, и во Германија во поново време и така натака. Значи, она што би сакал да потенцирам, ние правевме на паузата разговор за Босна и Херцеговина. Таму мислам некаде околу 703 куќи, како кула од карти, како режирано едно филмско сценарио, се срушија. Тоа беше страшно погодена државата со многу жртви. Чудно изгледаше. Дури, знаете, беше камерата таргетирана кон одредена куќа која што стоеше цела и одеднаш пред окото на камерата таа се урива како да во секунда, во секунда. Како некој да е минирал. Апсолутно. Освен тоа, нашата географска поставеност, кога веќе зборуваме во сферата на шпекулација на нашата држава Република Македонија, Скопје, ипак низински град, како да го насочам, ние имаме постојано проблеми со климата и во поглед на облаците и на електрицитетот, односно движењата на авионите, нели имавме и неколку несреќи. Климата е специфична во Скопје. Меѓутоа, без разлика на она што се случува, ние максимално треба во рамките на нашите можности да водиме грижа за животите и на луѓето и за безбедноста на државата, односно во сигурноста на граѓаните и така натака. Ќе ве прашам, бидејќи мисля, че и во терминологијата во оперативната програма е влезена на терминот Тетовско-Скопскиот регион дека е зафатен со ова. Какви се состојбите во Тетово, дотолку повеќе што неодамна таму имаш исто така вакви ситуации на поплави и свлечишта. Точно така, Љубиша. Значи, прво би сакал да спомнам минатата година. На 2 август Тетово доживе голема една катастрофа. Токму од свлечишта, поројни дождови и така натаму ради она што се некои заклучоци што се донесоа и мислења дека самата состојба на теренот придонесе за такво едно свлечиште и кој озеде 6 животи фактички. Таму исто се не можеше да се превенира, на жалост се справувавме со последиците и тоа неколку месеци. Повеќе месеци се работеше на тоа дело. Овие денови исто така се случи таму свлечиште, каде што беа струшени огромни карпи или камења на пределот Бродец Липково. Не Липково селото. Таму имаше брани некои направени, тие мрежести брани, како попушти и повлекоа. Не Липково, не можам да се сетам на селото. Значи, местото, еден дел од тоа беше погодено и минатата година. Побарање на... Шипковица? Шипковица, да, Шипковица Бродец. Значи, побарање на локалната самоуправа, Дирекцијата за заштита и спасување ангажира механизација,
кои и ден се присутни таму и го расчистуваат теренот тие големи карпи. Нашата подрачна единица за заштита и спасување во Тетово, раководителот постојано е присутен во тој дел, односно го прекина и својот одмор. Дојде да помогне околу санирање на состојбите во тој дел. Значи, во секој случај се обидуваме максимално со она што располагаме како човечки ресурси и материјално-технички средства, први да искочиме на терен. Доколку не можеме или не успееме во тој дел сами да се справиме, тога се ангажира поголем систем од субјекти, министерства, други органи кои можат на граѓаните да им дадат максимална сигурност во делот на справување со овие природни катастрофи. Господине, целиво ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио на телевизија Нова за информациите што ги дадовте. Очекувам дека ќе продолжите со активностите на терен во расчистување на околината каде што живеат овие граѓани, дека ќе најдете капацитет и сила што поскоро на граѓаните да им го вратиме нормалниот живот од пред неколку дена. Знам дека имате обврски, треба да заминете, веројатно повторно имате состаноци и ќе одите на терен. Благодарам уште еднаш. А почитувани гледачи, јас предлагам сега да го погледнеме прилогот на колегата Емил Десподов, кој направи една малку поширока репортажа од 8 минути за состојбите во Стајковци, како се работи на терен, институциите, но и самите граѓани во избегувањето на водата и калот, како еден од приоритетите со кои што се соочуваат овие граѓани. Ова што го слушате во моментот не е поројниот дожд. Ова е звукот на водената стихија во скопското село Стајковци, која безмилосно носи се пред себе. Во позадина може да се слушнат и луѓе како викаат за помош, откако надојдената вода буквално ги затекнала жителите на погодените места, неспремни и испаничени. Третиот ден од поплавите кои го зафатија Скопје и околината ни донеса уште пострашна слика од она што можевме да го видиме досега. Овој пат и одблизу сме со луѓето кои со последни сили се обидуваат сами да го исчистат хаосот што го предизвика водениот пекол од саботата вечерта. Велат најголемиот проблем за сега е што веќе немаат простор каде да изфрлаат калта која ги поплави нивните домови и подруми. Бараат од надлежните камион повеќе, лопата додатно за да го исчистат водениот пекол кој што ги разурна нивните домови, а и нивните животи. Ми беме внатре. Ја, жена ми и син ми. И мисли сме ќе е мала вода. Изнесоме теписониве, туриме пред вратава тука и ја држиме вратава. И одеднаш, по втор пат, кога дојде појако, не турна нас навака и почна да се пуни одеднаш. Одеднаш, тој може да било за пола сат се напуни овој се. По втор пат кога дојде. Немаше што да земеме. Беме катастрофално исплашени. И бегаме горе наспред. Среќа што имаме па кај да се качиме. Значи останаме живи. Другото гледате, тоа е 100% се уништено. Нема ништо. Стварите веќе надва. Подрумот, може ќе ударите на сликата, ама и нема и потреба. Значи еве тоа е било вода. И сега никој од држава не се сети вчера да рече чекаве да пројдеме да направиме една контрола да видиме луѓето како дали има жив некој. Ова се плаќа да се надокнадува, ако не се надокнадува нема ништо. Значи да види луѓето како е ситуација, што е? Од кај дошол тој бран? Како, што? Има ли преживеени? Треба ли да се помогне? На улица да прати едно камионче помало. Шлепер дошол на сред село, некој со колички трупа помош си зима и си носи дома остава. Абе разнеси по улица, сега нека земе едно шише вода. Некој 10 члена, 2 шишиња вода. Што ќе прави со 2 шишиња вода? Улицава ни е страотно лоша, не можеме да се движиме буквално. Гледате од кај поминуваме преку дворови. Ни треба механизација. Значи механизацијата први да ги очисти улиците за да можеме да функционираме, да се движиме, да чистиме. Ова треба се да се изнесе. Значи навистина ни треба на прво место механизација. Вчера дојдоа, поминаа некои кој што зема, кој што мораме да одиме, да речем до сред село по вода. Водата се носи по куќи, во ваква ситуација. Што велат комшије, дали да чистиме, дали да се справуваме со ова, да
без струја сме, се што имаме од фриждер, отиде у аут. Дали да идеме да чистиме, да се средуваме или да идеме по вода или по јадење. Значи, бараме сега подхитно да пројде од општината, да изврши некоја проценка и да се пушти некоја машина да го чистиме овој кал, да може да функционираме. Овој нека стои тука, може со месец овој ќе стои, али да може да функционираме, да отидеме до продавница, значи да си помогнеме еден на друг. Ако нема други барми што сме ние тука, да се очисти овој, да може да функционираме по улицата. Друго помош, кога ќе има, што ќе има, тоа е друга приказна. Имаме вишок материјал што треба да се исфрли, треба комисија да помине, да ги слика предметите што сме ги изгубиле, што сме ги печалиле 30-40 години. Значи треба да се изврши комисија, да се слика тоа, да се процени, за да може да се фрла. Ја ако фрлам све, он од кај знае колку имам штета. Целата покутија од фрижидери, од шпорите. Да чекаме да ни дадат едно шишенце водички. И има нефер делење на хуманитарната храна и на душеци. Тука има луѓе што нема кај да спијат на сув кревет. Овие тука се најзагрозени, ќе мора да одите да видите. И кај се качувале на таван деца да спасат. Ја моите деца кај нив ги однесов. У последен момент до тука беше водата. И срча нешто ми удри мисечи и нога и се. Ќе ме однесеше вода. Значи да дојде комисија, да снима, да оди и после треба да дојдат камиони да се фрлат тињата. Јас сум викнал, ми дошле колеги и 100 души да ми дадат на помош. Јас само у дворот од чуплю празно префрлам. Од подрум тука, отишла ка комшијата од куќата му е пола тиња на улица, немаш да помогнеш, сите сакаме да си помогнеме меѓу себе. Страшната гледка и изнемоштеност од тридневната напорна работа зедоа уште животи. Селаните во Скопско Стајковци велат дека во текот на претходниот ден тројца луѓе биле погодени од инфаркт и веднаш биле однесени со брза помош во најблиските болници. Жителите се жалат и дека веќе 3 дена се оставени сами да се справуваат со водениот пекол, без помош од армијата, без помош од надлежните служби. Меѓутоа, додека екипата на телевизија Нова беше на терен, забележавме голем број на екипи од армијата, комуналните служби па и доброволци кои пристигнаа во Стајковци и се упатија онаму каде што се најпотребни. Има еден од удар валда погинате во Днесова, еден повреден во Днесова. И има едно 5-6 сега одејки барајки чижми. Третиот ден првпат излегувам да барам чижми, немам. И по патот одејки се пожалија 10 души на тешки болести. Немаат лекови, се е однесено. Бараат помош, нема од никаде. Бевме до сред село, таму има све, по куќи нема ништо. Значи, од сред село има све, по куќи нема ништо. Војска има, помош има, по куќи нема ништо. Доаѓаат, си заминуваат. Видат дека е тешко и си заминуваат. Така да, организацијата е нула. Нула. А ние трети ден и дење и ноќе не сме ставиле око на себе, пошто и ноќе се работи, ден се работи и све стои. Има и помош од наши луѓе, али не вреди, многу е. Рекоа денеска дека ќе дојдат комисија за проценување на штетата. Така разбраме, синука на телевизија разбраме, бев кај ќерка ми ја. Како ќе биде проценката, колку што ќе видиме. Така да, како што гледате, лоши работи. Што ви е најпотребно моментално за да... Све освен вода. Вода има колку сакаш. Друго нема ништо. Лекови немаме, се е однесено. Не можеме да купиме, пари се однесени. Значи, водата е нагло дојдена, што немаше шанса, ние едва се спасиме. Со 2 деца близначиња сум ги носел, вака сум ги носел низ водата до овде. Значи, таа одеднаш дојде, значи тоа е едино спасот. Тоа ми беше следното прашање, дали одеднаш дојде водата или полека се... Одеднаш. Да беше полека, ќе се снајдеме. Ќе избегаме на време. Одеднаш дојде. Кога отвориме, кога видиме вода тече внатре, помалку кога отвори врата, кога жбурна вода до овде. Едва излегуваме, значи 2 деца ги држам во раце, близначиња и имаше еден помош ми помогна и со едната рака за ограда, со другата рака детето
да ги качиме горе. Саботното невидено досега невреме однесе близу 30 човечки животи. Преку 100 луѓе се повредени, а причината е огромна материјална штета која што допрва треба да се утврдува. Последна надеж на погодените семејства се надлежните институции и добродушноста на граѓаните кои сакаат да помогнат, бидејќи трет ден после историската поплава во Скопје и околината, жителите на погодените места се на крајот на своите сили и повеќе не можат сами да се справат со хаосот кој го предизвика страшното. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме во ова издание на отвореното студио на телевизија Нова. Нашата телевизија останува и натаму отворена и подготвена да ги следи сите збиднувања околу расчистувањето на теренот во погодените подрачја, за што ќе информира во наредните денови. Довидување и пријатно.